Мразот ја уништи маката, но воштарите од пијанец и малеш. Синоќа ниските температури кои во Малешевијата се спушта и до -7 степени, го уништија 100% родот на сливите, но штетите се огромни кај сите овошни култури. Нема овоштарник кој не е уништен. Скоро сите овоштарници се уништени и на пониските места и на повисоките места. Јас пример правотам со ова околу 25 години, ваква година не сум имал никогаш. Ова е нешто чудна катастрофа, затоа што сливата беше во една таква фаза која се одржи моментално највеќе вода сега. И така да тоа не ја расипа сливата сланата, него мразот. Малешевските овоштари цела ноќ се бореле да го заштитат родот од мразот. Палевме балирано сено, за да се створи димен чадор над сливите, да се створи димен чадор, но тоа заштитува од слана. Додека од мраз не може да се заштити. Ноќеска мислев дека ќе биде успешно, но сега како што гледам 100% е уништена сливата. Денеска овоштарите веќе ги бројат штетите. Малешевијата синоќа изгуби над 1.000.000 евра. Како ќе пресметате негде по 20 центи околу 5000 тони на слива, што се очекуваше во Малешевијата и Беровско и Пешчевско, мислам дека над 1.000.000 евра отидоа синоќа. Од што понатаму малешевскиот земјоделец? Од ништо. Само мал дел од овоштарите ги имаат осигурано насадите од измрзнување. Некои компании ги осигуруваат од мраз, меѓутоа некои компании не осигуруваат. Така да во Берово има 3 компании, едната осигуруваше за мраз, меѓутоа после не знам што станало и тие прекинале. И во Делчево штетите се огромни. Имаме штети до 100% кај сливата и вишната, а додека кај јаболката ќе видиме за неколку дена колку ќе биде процентот на оштетување. Оревите во нашата општина 100% се уништени, а може ќе имаме штети и за наредните години. Надлежните од ресорното министерство денеска врше увид на теренот, но кои ќе бидат следните нивни чекори и дали ќе биде прогласена елементарна непогода, не кажаа.